Радо, жити мене. Ако баре малку ме сакаш како една појава во македонскиот етер, контекст, амбиент. Ако Бога знаеш, друг пут, пред да му се обратиш на Владимир Владимирович Путин, преслушај се, 2 пати размисли, дали треба да му се обратиш и што треба да му кажеш. Немој бре, жено, да ми се јавува у Пеца Бајле да ме буди од спиење преплашен, човекот се тресе. Не можат 16 руски врачови тамо да го смират. Бајачи му дошле, шамани од Финска викнал, значи се тресе као прут. Си измочал у кревеца, бај. И мене ми се јавува. Што е бе, викам, Владимир Владимирович, каде гори? Вика, гори. Гори Украина, вика. Еу гори. Гори на друг начин. И бајги ке се запали. Ама вика, молим те, аман заман, друже, вика, Куров. Знаете дека сум долги години веќе секретни агент Путина Куров. Саша Куров. Викам, кажи шефе, викам, што е работа? Молим те, вика, како знаеш, кажи на Рада да го повлече тоа што ми го порача, што ми го каже. Што ти кажа, бе, викам, шефе? Абе, вика, ми рече, од тоа собирот на НАТО самит, што беше тоа, вика, ми рече, да не сум се надевал дека ЕУ ќе престане воено да ја помага Украина и да не сум се надевал дека ЕУ ќе скрене раци од Украина, па Украина ќе мора да се предаде. Вика, ми го поремети, ми го расипа денот со изјавата. Ја, вика, живот поисплашен не сум бил, беш ми матер, така ми вика Владимир Владимирович Путин. Добро, викам, другар Путин, што можам ја да направам? Молим те, вика, како знаеш, најди ја порачи преку твојот Facebook профил, преку ова, значи, нека не кажува друг пат така. Нека не ме демотивира, нека не ме дестабилизира, вика, ми ја пукна психата со изјавата. Многу, вика, знаеш, вика, ја од НАТО, вика, и онака сум исплашен, пушта некој директно кој ќе ми се обрати од на таква висока позиција, како што има ваша Рада. Готово, вика, си го наредувам 10 памперси, вика, ставам, вика, не помагат, вика, тоа. Пробива едноставно ми вика, друже Куров. Хај, викам, добро. Викам, дај прво да ја чујам, викам, изјава. И ме буди у Пеца Бајле. Како да ви кажа? Прво од памет си извадив, кога гледам на телефон, звони некој, прво викам, леле, нешто да не се... Знаете како на све помислува човек. После гледам вака Владимир Владимирович Путин. Леле, викам, готово. Овој стисна на црвеното копче и меба мајката на ЕУ. Готово, викам, сега се сигурно полиња за Орис направени. Германија, Бенелукс, Франција, Британија, ако не ЕУ, викам, се готово. Тамо више кинезите влегле Орис почнале да свадат. Викам, ова мора да е тоа, нема друго зашто би ме барал у Пеца Бајле, јеби. И викам, чекај да видам што конкретно кажала, морам да видам, да знам. Оти овој у паника ми збори салата од зборови, не можам да го разберам. Ашка ми збори на некој руски диалект. Знаеш, ми треба време, а литературниот руски го имам у мал прстам. Он се ми збори на некој си тамо, Санкт Петербург, ово, она, вамо, тамо, некој си поема, нема поема. И ја пуштам изјавава, и вистина, како што ми рече Владимир Владимирович, тоа му кажала. Немој, вика, случај. Викам ова, Радо, викам, зошто, викам, Радо, пуста, зошто ова го правиш? Абе, викам, Радо, немој бе вака да збориш, викам, следни наски не отчерупаат. Ја гледам изјава, меѓу другово Рада, вика, го кажува тоа што го кажа Владимир Владимирович, ми го кажа, што го има унередено, и меѓу другото, вика, кажува, ние, вика, нема да отстапиме, ќе продолжиме да даваме оружје на Украина, ќе ги поддржуваме украинците понатаму да ја напаѓаат, да ја напаѓаат руската територија, и вика, ќе останеме доследни на позициите на оно што е НАТО, одбрамбена алијанса која што ги штити своите членки од надворешна агресија. Точка. Радо мори, зошто не се преслушуваш пред да кажеш некој работа? Ај што му се опрати директно на Путин, тоа е веќе кардинална грешка.
Ај што ради твоето обраќање човекот не може да го смира 24 часа, 10 памперси му стајле. Ај тоа си го вознемирил. Ај мене што ме буди у 5 сабајле, ај тоа можам да ти го простам. Радо. Ама ти не го познаеш Путин. Ја и он сме вака. На пичку матер, заедно мечки ловиме. У Сибир. Хокеј заедно играме. Нон-стоп му правам бодичек. Се нервира, ама мене, знаеш, не сме мене ништо да ми направи. Ке сака гол да даја. Бодичек ќе му направам, ке летни у тоа малтинелата. Ке рипнато безбедување, остајте го, тој е мојот најдоверлив агент, не го пипајте, Куров им вика. Све можете, само Куров немој да го пипате. Така им вика нови телохранители. Оти вика Жими Куров, само тој вика ми е лојален највише од сите. Куров ми е најлојален, вика, никој друг. Затоа не го пипајте Куров, така им вика на сите. И никој Куров не го пипа. Никој не смее Куров да го пипа. Сега не го сваѓате баш сите ова буквално сега од женски свет, мислам. Така. Куров понекогаш може да го пипна. Одредени индивиди. Него друго ми беше зборот. И викам, ај ова све ќе ти го простам. Ама викам, ти не го познаеш Владимир Владимирович. Викам, он, кога е исплашен, тогаш најнепредвидлив е. Радо, кој е исплашен, ручето вика често, знаеш вака кога седи на тој тука црвеното копче му е за тоа нуклеарната триада и само вака му лета ручето вака, му лета и вака дури сам го задржи. Натака према црвеното, боже исплашен човек, и не можеш да го контролираш. Да стисне на тоа црвеното копче. Отидовте сите у пичку матерно. Ај сите што ќе отидете у пичку матерно од НАТО ме боли Куров, мене, тоа мислев на мене како агент, на руски. Не мислев на полов орган, дека ме боли Куров, ама ме боли ме боли мене, ако вие отидете у пичку матерно сите. Ама тоа што ќе отидам ја, и невини луѓе тука, тоа е друга, значи тоа не се простое. Како можеме да ќутиме, да не доведувате сите во опасност? Па ти знаеш како е, па што ако нас не очерупаат? Не искуба со таа нуклеарката, ние бе матер. Не мора кај нас да падне, доволно у Бугарија да падне. У Софија. Тоа се толку јаки нуклеарки, отидовме ние у пичку матерно. Со надеж дека барем кај нас ќе остане некое дрвце, куќиче, зградиче, некој ќе преживее. Ама не... Како бре? Како бре можеш да кажеш дека НАТО алијансата останува на позициите на одбранбена на алијанса, кој што ги брани своите членки од надворешна агресија? На кого му ги продавате овие муда за бубрези, Радо? Мислите доволно сме глупи и ретардирани да ние сваќаме логичката вратоломија претумбација од твојата реченица? Кваката 22 од твојата реченица? Дека она што го кажуваш како израз го исклучува фактичката состојба на теренот, дека едното се коси со другото, дека тоа се две логики кои што спротивно се, два искази кои што спротивно се поништуваат. Да кажеш дека НАТО алијансата останува на своите определби одбранбени како одбранбена алијанса и при тоа да ја пуниш Украина со оружје и со ракети од далек домет, од далек дострел, и при тоа да им помагаш на украинците да ги наведуваат тие ракети преку вашите сателити, да ги маваат руските градови, вклучувајќи главниот град да го бомбардираат, тоа за тебе е одбранбена политика на алијансата? Не. Тоа е вклученост на алијансата во агресија на суверена независна држава. Тоа е, Радо, неофицијална објава на војна. Тоа, Радо, ви го кажуваат сите политички достоинственици од Русија. Вклучувајќи го и Владимир Владимирович, ве опоменуваат повторно да не си играте, дека се спремни така да ви одговорат, што ќе ви клапнат вака ушите надоле од одговорот нивни. Оти ви очигледно уште не ја научивте лекцијата со кога си имате работа.
Радо, ти може си успеала, не знам како, не навлагам у тоа, многу далеку си стигнала, на една од највисоката позиција, некој македонски политичар, кај што стигнал, ти си знаеш како си стигнала тамо, ја нема ништо да преодицирам. Но да ви кажам една работа, вие сите во НАТО сте идиоти од прв до последен. Зошто? Затоа што уште не го проваливте, не го проценивте психолошкиот профил на русите, на рускиот народ. И најважната карактеристика, темелот на нивниот менталитет, вие нонстоп го превидувате, а тоа е феноменот на само жртва. Значи, вие се рчкате со народ, кој што исто како и секој друг народ, се плаши кога е нападнат, се плаши да не загине во војна, се плаши како што се плашат сите луѓе на овој свет од многу ствари, од болест, од смрт, од загуба на близок, од финансиска пропаст. Истите стравови ги имаат, како и сите луѓе во цел свет. Но, во нивниот менталитет има една многу битна особина, тоа е феноменот на само жртва. Русите, разговарајте со луѓе, не мора да се руси, кои што пишувале, ги анализирале, правеле психолошки профил, дали биле тие од некоја армија, дали биле од не знам кој тамо, небитно, го анализираат тој феномен на само жртва. Значи, русите може да се исто исплашени како било кој македонец, албанец, бугар, грк, холандјанец, германец, по својот живот и за својот живот. Но, кога се работи за нивната, за жртва давање за нивната татковина или за нивниот народ, они одат само напред. Тоа на најлошиот можен начин го научи Адолф Хитлер. На најлошиот можен начин. У Берлин му влегла. Од Москва и Сталинград почнаа да го бркаат, до Берлин, у бункер му влегла. И да не зборам за ред други работи, мислам дека ме свати. Што сакам да ти кажам? Значи, ако мислите дека Путин уште бара можност за преговори со Украина, тоа е со вас, многу се лажете. Многу се лажете. Путин ја нема завршена задачата што се ја постави на почетокот на агресијата или на специјалната операција, како што они ја нарекуваат. Не ја заврши работата. Затоа се интензивирани нападите на Киев, нормално тоа доаѓа како одмазда за вашата агресија врз Русија. Затоа што веќе вие влеговте во отворен конфликт со Русија. Вие веќе одамна не ни криете дека сте во отворена војна со Русија, само што уште официјално да се прогласи. И уште постоите благодарение на трпението на Путин. Ако е трпение, знаеме со тек на време дека може еден ден да се разбуди вака од спин да каже секи меба матер. Сега зборам сериозно, не за овој Путин што носи 10 памперси ова на сега, зборам за психолошкиот профил на човекот и други кои што му го анализирале. Значи, он тип кој што може со години да ве предупредува дека ќе направи една работа, доколку не се однесувате според законите на меѓународната политика и доколку ја загрозите безбедноста, националните интереси на Русија. Он ќе ве предупредува. Така ви се деси со Украина 2022. 15 години ве предупредуваше. Или, еве, од 2004 официјално 2008 самитот тоа кај беше, тој на НАТО. Немам појма кај беше. Ви кажуваше отворено што ќе направи. Вие не му верувавте. Така да, постои можност, веројатност многу голема. Еден ден вака Сабајле да отвори очи и само да каже сега на овие НАТО и ЕУ ќе имева матер. На руски ќе си го каже тоа нормално. И ќе ви ебе матер. И толку ќе биде. Кој што вие очигледно во вашата арогантност и вообразеност не знаете за доста и не знаете за назад и не знаете за сопирање. Една цела држава 40 и кусур милиони ја фрливте на колена, ја уништивте заради вашите каприци и вашите планови за промена на шаховската, на големата шаховска табла на светот. Геостратешката карта на светот.
Заради него турнавте во пропаст една цела држава од 40 и кусур милиони. И уште се удирате огради, дека стоите зад Украина и дека вие ќе продолжите да стоите зад Украина, дека и понатаму ќе давате оружје, ќе ги наведувате нивните ракети на руска територија и при тоа ќе глумите дека сте одбранбена алијанса, верувајќи дека Путин нема да ви ебе матер. Радо, ќе ви ебе матер. Ова, јас што ќе кажам, и поп што ќе закопа, да знаеш така е. Кога ќе ти го каже тоа Куров, да знаеш дека е така, мислам, пак сега. Значи, немој да мислиш ова нешто, како се вика тоа, женомрзачки, дека мислев на агентот Куров. Значи, кој ќе ти го каже тоа Куров, да знаеш дека е така. Оти Куров што кажал, тоа се остварило. Куров не е рекла, казала. На Куров подобро да му веруваш. Оти Куров не збори на памет. Зашто нема памет? Не, има памет. Има, нема мозок, а има памет. Тури му. Мислев на Куров, на тури му на агент на. Ајде, не се разбираме да сега јас се испомешав цел, дали ово и оне. Небитно. Оно што треба да го сватите малце по-филозофски се гледаме. Знаете шо? Радо, ти веројатно знаеш што значи зборот порнографија. Но еве, ако не знаеш да ти кажам, тоа значи илустриран блуд, во превод од латински порнографија. Значи, некое блудничење илустрирано со, нели, слики, видео, оно што да. Пишан збор, графија. Битна блудот. Блудот се представува. Сега раво. Проблемот со порнографијата што не е стварна. Значи, прави многу лажна слика, површна слика, у конкретниот случај, ако мислиме на XXX порнографија, лажна слика за сексуалноста, сексуалното и така натаму и така натаму. Тоа е една работа. Втора работа. Порнографијата, за разлика од еротиката, нема никакви амбиции за уметнички дострел. Таа е површна, на ниво на нагон, на ниво на чиста појавност, брутално опишување, илустрирање, прикажување, представување на факти. Без никаква имагинација, без никаква фантазија. Порнографијата ја исклучува фантазијата персе, Радо. Ова вака ти се обраќам со некои термини да знаеш дека ја имам прочитано некоја книга. Имам и малце школа завршено и чисто да знаеш дека ја не сум некој скроз академидус неписмен или кретен кој што знае само да пцуева кома. Значи, порнографијата ја исклучува фантазијата и порнографијата многу лесно може да доведе до зависност, така што почнуваш сериозно зависникот од порнографија да мисли дека тоа што го гледа е стварен живот. И тука почнуваат проблемите. Тука почнува да губи допир со реалноста. Сега, Радо. Што сакам да кажам? Од јамаце вака починјам метафорично, одалеку, да видиш дека ја не сум тотално глупа. Како може агент, мислам, на Путин, агентот, секретни агент Путин на Куров, да биде глуп Жими Куров? Мислам, ме разбираш, така. Значи, не може да е скроз глупца. Значи, ја не случајно сум станал Куров, сум станал на Куров. Не, сум станал агент Куров на Путин, кодно име Куров на Путин. Значи, не е случајно. Сега. Проблем е. Тоа што е во сферата на порнографија. Значи, проблем е кога ти, она ќе те направи, ќе те убие фантазијата, и ќе те измести, ќе те дислоцира од реалноста. Која ќе стане порнографијата, ќе стане самиот твој живот. Тука си изгубен, како од било кој друг порок. Затоа, Радо, не случајно порнографијата беше забранета до средината на 20 век во буквално секоја земја во светот. Сега уште малце и детска порнографија ќе почнат да легализираат. Има земји кај што ќе почнат тоа да го легализираат. Натака оди работава.
Сакам да ти кажам, глупи беа луѓето што живееа до средина на или во средината на 20 век, што во секоја држава на светот беше забранета порнографија, сега е забранета само во некои муслимански земји и Кина. Радо, мислиш дека тие луѓе муслиманите и кинезите се глупави? Дека се идиоти? Дека се ретардирани? Не бе, Радо, за разлика од нас, тоест од вас, од западната цивилизација, многу добро ги разбираат опасностите што ги носи порнографијата како феномен, доколку пуштат да ги обседне, да ги зароби, да ги преземе нивните животи, нивните екзистенции. Сега, што сакам да кажам? Не ми е муабет за порнографијата во сексот. Муабет ми е кога таа порнографија ја презиме контролата, да кажеме, во политиката, во одлучувањето во политиката. Кога ќе ја преземе контролата врз сите други сфери на општеството, не во сексуална смисла. Кога политиката ќе стане порнографија, кога идеологијата станува порнографија, кога економијата станува порнографија, кога социјалните прашања, социјалната политика станува порнографија. Тука настанува главниот проблем. Зашто ова што го гледаме во моментот е залез на западната цивилизација? Зашто сте вие во слободен пат? Зашто таа алијанса е пред распад? Зашто е Европската унија пред распад? Не се ова празни фрази. Сите чекаме крај на Европската унија, нема везе, таа ќе се обстои. Не, тоа е логиката на цивилизациите. Зашто Америка е во залез? Зато што не е веќе во зенит. Па што мислите, Америка се разликува нешто од Римската империја или од Византија? Има некоја разлика? Или од Кублај Кан, Монголското царство, или не знам оние кинезине, тамо курсе тресу ладна вода, како беа тие? Мислите нешто поразлично дека е? Не бре, тоа е логиката. Секоја цивилизација има свој почеток и свој крај, свој зенит и свој залез. И тоа неминовно се случува пред нашите очи веќе 2-3 декади. Ама тоа сигурно ви го кажувам. И кога ќе влезе порнографијата како феномен во секоја сфера, во начинот на размислување, во начинот на однесување, во начинот на донесување на одлуки, кога тие одлуки, тоа водење на било каква политика е обесмислено, е лишено од фантазија, од разум, од реално согледување на фактите, го имате, Радо, ова што го имаш ти сега. Ги имате изјавите што ти ги даваш, ги имаш изјавите на другите челници на НАТО или на поимања на големите држави во однос на многу глобални прашања. Го имате вашето лизгање со гол гъс на жилети кога го нападнавте Иран. Го имате вашето лизгање по гол гъс на жилети кога го принудивте Путин да ја агресира, да ја нападне Украина. Го имате вашето лизгање со гол гъс по жилети кога сега сваќате дека Путин нема намера да сопре. Па вие место да застанете, вие ви се уарнуе лизгањето со гол гъс по жилети, па продолжувате да се лизгате по жилети. Зато што веќе вие логично, вие безразумски постапувате. Вие сте луѓе кои што се наоѓаат на битни места, на клучни, во клучни центри на моќ, кои одлучуваат без разум. Кои одлучуваат без трошка фантазија, без трошка интуиција, без трошка визија. Или барем без трошка можност да пресметаат ризики каде може да доведе вашето порнографско однесување. Зато што вие мислите дека се гол приказ, директен приказ, лажна реалност, симулакрум. Ние сме НАТО. Знаете ли што е НАТО? Колку земји моќни се во НАТО? Гол приказ, лишен од реалност, лишен од интуиција, лишен од визија. И самите веќе си верувате во вашата искривена слика за реалноста што имате. А реалноста ви кажав која е, Радо. Путин ќе ви ебе матер.
Не зашо ја навијам за Путин, не зашо не знам кој, ќе ви ебе матер. Затоа што она што до сега го има покажано како размислува, какви одлуки носи, во какви ситуации, во каков контекст, какви одлуки носи, покажува дека неговите закани кон вас не се ни малку наивни, ни малку нереални, дека се конкретни. А вие терајте си. Мислите само дека го водите светот. Вашата арогантност, Радо, до таму отидена. Ама ај сега тоа друга тема е. Друга тема е. Ќе отворев сега една друга тема, пак поврзана со светско првенство, а сега тоа друга тема. Исто. Порнографијата во ФИФА, во светско, во логиката на водење, на организирање, на однесување, на... Затоа се изгуби ферплејот. Нема повеќе ферплеј, тоест нема фудбал. Нема веќе. Но затоа у една друга прилика, сега не ми беше тоа целта да зборам на таа тема. Така што, те молам, тука ќе прекинам, пред да кажеш нешто друго во иднина, особено ако му се обреќаш на Путин, два пати главата од зидва какнија. Ден, колко да се наместат малце тоа, овие лего коцки у глава, па може ќе се речеш, па може не треба ваква работа да кажем. Си е легитимна работа. Оти може тогаш да се поднамести нешто. Знаеш како кога на времето, кога имавме црно-бели телевизори, ти, Радо, памтиш, моја генерација си у колор, ама тие лампашите, што беа? Знаеш, ако не дојде сликата, ако трепка вака, ќе олупнеш еднаш вака од озгора, буп, или од страна една шамарчина, бап, и одма ќе се намести сликата. Исто и со главата понекогаш, Радо. Исто е. Значи, нешто ти шмелцуе, окей, вие сте кај вас у НАТО, у западниот свет, западнава цивилизација, колективниот запад, значи вие страдате од пандемија на краток спој. Вас више дешаваш, вирус некој ви има влезено, нонстоп ви шмелцуе у глава. И вие не можете да носите правилни одлуки. Се што носите погрешно. Изместено од контекст, изместено од реалност, никаква допирна точка со реалноста, со фактите, со ситуацијата. И вие, пошто немате у близина, никој со такво шмелцуење нема да признае дека му шмелцуе, сите вие во огледало кој се погледнете, се гледате како супер нормални, супер авангардни моќници, политичари на големата НАТО алијанса и останатите појма немам држави кои што ја сочинуваат или структури на моќ, ЕУ, МЕУ и така натаму. И вие во вашата слика во огледалото сте си совршено нормални. Но потребно е некој вака контраш како мене, од време на време да ве посоветуе, еве јас тебе како сограѓанин мој, нели, поготоа и од Скопје мислам, нели, како Скопјанка, јас тебе ти се обреќам и ти викам следниот пат пред да му кажеш на Путин, што главата два пати вака. Дин! Одзив ти тоа ќе си се намести, и може да си кажеш, чекај, ова ми е глупо да му го кажам на Путин, па уште директно да му се обратам. А немојте, луѓе, такви луксузи. Не го знаете човек. Се искача дека ја го бранам. Ама не го бранам ја. Туку Куров, мислам, го брани Куров, не. Мислам, него кој ќе кажам го брани Куров, мислам го брани од позиција на Куров, не. Од позиција на секретниот агент Путина Куров, од таа позиција го бранам. Ама ја како Сашо Тасевски сакам не на НАТО, не ова, тебе да ти укажам. Да не правиш грешка, чути си. Нека каже тоа ти што му го кажеш на Путин, друг некој нека го изјави од НАТО, остај друг некој, остај бугар нека го изјави. Остај грк нека го изјави, остај германец нека го изјави. Не знаеш што може да се деси кој ќе се разбуди некој ден од спиење уште на лева нога ако стане. И рече секи меба матер. Која беше таа будала што ми се обрати пред 2 дена? И ако му кажат Рада беше од Македонија, ќе рече пратете една летка, една ракетка до Македонија. И зашо бе ја
останам без уво при нуклеарен напад или не, Боже, овако. Зашо? Шо сум... Јас треба да испаштам заради тебе или некој друг, комшијава мој. Или он дека комшија на Цвекиња што сади, да му... Зашто? За Цвекињава да му еба нуклеаркава да... Сега ги садеше грејота, без Цвекиња да остане. Што сме ние криви? Затоа што сте вие ненормални. Затоа што ви шмелци у глава. Зашо ние да испаштам? Чути си, осте бугар тоа да го каже грк. Нека ги мала, само да не ме чујат бугари и грци. Чути си, овој нека каже Путин кој ќе стане. Може мене ќе ми се јави, ќе рече Куров. Кој кажа тоа са Бајлеве? Кој беше тој што го кажа тоа нешто мене ми се обрати Украина? Ја ќе му кажам еден бугар беше. Бугар! Секи ме мата. Така се прави радо ќутенката. Јо, ние стануваме главен фактор на Балканов. А после може да разговараме. После само идеме со русите. И пееме со нив заедно. Ајде. Расцветали јаблани и груши, по поле лето мање на рекој. И ходила на берег Катјуша, та-да-да-да. Тоа е песна, бе. Песен. Што ви кажа? Песен. Ај така, доста едам, значи, не разбраш што сега да ти кажам. Главата два пати, да се наместат лево коцките, кон Путин обраќање, јо, плиз, немој, молим те. Немој, молим те, Цвекињана да му отидат на комшија, но ја без зуба не да Боже достанам, или после нуклеарниот напад без коса достанам. Немој, молим те, па немој, зашто ние да испаштаме? Ајде ме разбра, мислам, ча.